Точно ова би го направила, да сум сега на почеток на личен раст и развој, тоа да сум на некои си 8-9 години наназад и конкретно ке зборувам денеска за шорткати и за тенденцијата на луѓето да изберат некој пократок пат со намера да, не знам, се поминат полесно и со надеж дека за нив може да ќе функционира на брз начин да добијат нешто, да дојде до нешто некој резултат и многу долго време ја планирам темава, што уствари не беше многу паметно, што уште еднаш се докажа дека ако се осекаш спремен да направиш нешто, тек тогаш значи знаеш дека си закаснила и фактот дека тоа е вистинито за мене сега што повеќе од 3 недели ми е темава на ум и сакам да кажам нешто околу превземањето шорткатови и барање на пократки патишта со многу искрена намера да помогнам некому на дел од вас што ќе слушнат и што сари ќе го слушнат она што имам да го кажам, сите што слушаат не значи дека стварно слушаат. Ама како што кажам, толку време чекав да приварам уште некои подточки и точки на тоа што сакам да го кажам и сега тие точки станаа 15-16, така што може ќе си поседиме овде или ја барам ќе си поседам, вие ќе слушнете кога ќе имате време, ама во принцип, значи, стварно е многу битна темата затоа што ептен ми боде очи начинот на кој што добивам некои пораки, како се напишани и просто очекувањата од некои луѓе ми се многу чудни за некој што на ранг на мојата публика, нели, тоа не е профил каде што кој што за сите и каде што има интересни работи за секого, како да кажеме нека општа тема, тоа како забава, туку ова стварно верувам, претпоставувам дека тука се луѓе што ги интересира раст и развој и баш ме чуди што меѓу нив се уште има некои кои што многу побоја ќе бираат шорткат и некои поинстант така добивки, а кои не се толку трајни, наспротив нешто што трајно и квалитетно и стварно она кога се добиено и супер резултати дава поднатака во животот. Кратко само да кажам реченица две, знам нека ви е доселно на тие што редовно ги слушате овие лајвови, ама сепак ви се бајле дојдат 35 нови души, па така ќе мора да се представам. Моето име е Маја, јас работам како коуч за лична трансформација и дисциплина. Во мојата екипа и публика и во моите групи, посебно Јоанина мисија, работам со жени кои што се паметни, интелигентни и имаат потенцијал, но се заглавени во самосаботажа, одлагање, хаос и емоционална нестабилност. Не продавам и не се занимавам со мотивација, туку продавам структура, идентитет и однесување што носи резултат. Работава не ми е случајна, јас сум мајка на Јоана, која што почина на 6 годишна возраст во 2020 година, имаше здравствени предизвици и самата поминав низ многу тежок период кој што ме научи на интегритет, одговорност, дисциплина, структура и тоа денеска можам да им го предавам и на другите, не од точка на теорија, туку од нешто што сум го живеела. Фала што се тука, да сега, ако не се слушаше добро, претпоставувам некој ќе пишеше дека нема слушате, така што, окей, вака сега. Денешната тема најмногу ми е инспирација заради следниот тип на пораки. Ќе помине некој рил или некој доправа ќе се најде на профилов и ќе изгледа одеднашка 10-15 видеа во едно парче од тие што ги поставувам повремено и ќе добијат некаква представа и слика за тоа дека можам да им помогнам за нешто. И ќе добијам порака од типот на Маја, имам проблеми со партнерот, што да правам? Прашалник. Толку. Или Маја, се чувствувам заглавено, посочи ми некоја насока. Од овој тип на пораки и во оваа варијација многу стигат и многу често и секогаш ми е чудно што јас морам да го поставам прашањето, добро, кажи ми малку повеќе за ситуацијата, дај ми некаков контекст. Самиот факт што некој нашол профил од човек како мене што зборува за личен раст и развој, самодоверба, дисциплина, тајм менеджмент, партнерски односи, поставување на граници, комуникација со луѓе. И самиот факт што кога нашле тој профил, стекнале впечаток дека можам да помогнам во одредени теми, а некои рилови директно зборат за тоа зашто точно можам да помогнам. И самата идеја да дојде некому дека може да ми постави прашање од вкупно 5 зборови и да исчекува дека јас тука
ќе испишам некаков параграф или ќе најдам некој магично решение, ме вчудо не видува. И малце некако ми прави желба за таа особа да биде како да кажам, подузетна или не сум сигурна дека тоа македонски збор, поактивна за да се најде решение, зашто кога би ја насочила таа енергија во вистинско барање на помош или на вистински начин да побара таа помош, сигурно ќе успее да си го реши проблемот. Затоа што како може некој без контекст, појма нема, кои сте вие, во каква заедница живеете, која ви е возраста, кој ви е бекграундот, како дошло до овие проблеми, колку време трае таа ситуација, кој се е вклучен во истото, од кога започнало тоа, кои се вашите ставови, која е вашата возраст како прво, каде да живеете, што работите, кои се вашите ставови, вашите вредности, она што ви е битно, кои ви се целите, што сакате, што толерирате, што не толерирате. Некој што не ги знае тие работи, да земе и да ви каже, епа вака, со твојот сопруг јас ти предлагам вака и вака да постапиш. Не знам, смешно звучи вака, ама јас имам чувство дека тие особи стварно имаат очекување од мене дека такво нешто ќе произлезе. Тоа прво. Второ, дури и да го знам целиот овој бекграунд, дури многу добро да ми е позната таа особа, јас пак нема да можам да одговорам на начин што чедо мое вака и вака постапи. Нема да можам да ја кажам на таа особа што да прави, ниту пак некој друг може и треба да ја каже што да прави. Суштината на целата работа што јас ја работам со моите жени е да им покажам на нив колку многу натре имаат сила, интуиција, ресурси, знаење, мудрост, начини на кои што треба да се сменат, навики што треба да ги променат, однесувања што треба да ги искоригираат, онака да се стават себе си да бидат во некоја позиција на интегритет, дисциплина, вистински карактер и слично, и дека од тука натаму они самите ќе можат и треба самите да си ги разрешат тие проблеми без никоја страна да им кажа, зашто на страна некој кога ти ги кажа тие работи може многу лесно да ти изманипулира, може многу лесно да сгреши. Тоа секој би ти го кажал од аспект на тоа каков е он. И затоа некако многу ме чудно, чудно ми, ама не осудувам, зашто луѓето сакаат брзо решение на некоја си своја болка. Исто многу нешто што ми е интересно и еве се сетив да го кажам е кога правев едно време доста интерактивни сториња, каде што многу се посветував на тоа. Приправав може 2 дена, едно стори што вие го гледате онака како ќе помина тука и ќе измина 24 сати. И ова го направено можда 9 месеци сигурно, ама ми беше интересно дека го правев, траеше неколку месеци, тој мој некој проект, да видам како ќе помине ова. А тоа е дека ќе подготвам некој материјал прво за вас. И онака како 2 дена буквално го спремам истиот. Например, сакам да направам некој многу мал мини хендбук, гајдбук за 3 начини на кои што можеш да се натараш да почнеш, а си прекрастинирала во нешто, да кажеме, 2 месеци. Или 5 начини на кои што ова и ова може да се направи. Или 3 начини на кои што ова и ова може да се направи. Историјата прво што ќе остави беше нека мини едукација. Пример, еве да земе, ако е дисциплина темата, нешто за дисциплина, потоа оди некаква анкета за да видам до каде е оваа особа. И трета, стори беше од типот на напиши ми го зборот дисциплина во одредено вака квадратче и јас ќе ти пратам од типот на решение што можеш да правиш или не знам, таков некој call to action ќе имаше на крај, каде што припремено е некаков си гајд, меѓутоа објаснато дека најефективно е да се видиме и да збориме, каде што ќе можам исто разговор по-детално ти објаснам што сакал да каже авторот и што точно може да се направи да се надмине некоја ситуација, што не е можно да се стави во една обична порака на Инстаграм. И однака луѓето што пишува и што одговара најчесто беа во фазон на тоа, па добро е да кажеме го одговорот, као побрзо дај ми го, по-инстант дај ми го. Као, не може такви теми, не се тоа, као со што да ми одговара мајцава и сукњава као некоја модна капсула, па да го решиме во 2 реченици. Тоа се стварно подлабока и темелна работа мора да се вложи за да се добие нешто. И ствари на крајот, затоа доаѓаме до тоа
Толку е веќе мене ми е барем многу стандардно затоа што реално сум многу долго време во оваа работа. Она првото Coffee with Maja го направи во 2021 година. 2026 сме сега. Coffee with Maja беа еден тип на вебинари, уствари беа бесплатни средби за една група на жени кои што секоја среда се собиравме, зборувавме, јас им зборував за некаква се тема и уште од тие времења па до ден денеска имам и платена содржина и бесплатна содржина. Бесплатната содржина користи на секој друг му користи и служи за тоа да се запознаеме со потенцијални луѓе, односно на некои си потенцијални луѓе да им кажам и објаснам со што точно можам да им помогнам и кој проблем точно можам да им го решам. Меѓутоа, не може на тие вебинари од саат време да се направи длабока трансформација и големи резултати да се добијат кај учесничките, затоа што тука нема континуитет, нема дисциплина, нема обврзување кон некаков процес. Таа особа ќе дојде, ќе слушне, ќе види, супер, ќе се допадне, дури ќе ми напише порака со пофалба и што тоа значило, што го слушнало и така натаму, ама без утре ден повторување, продолжување на тие постапки што, да кажеме, ги пробала ден-два, без навлегување во некаков процес коренски, длабоко, не може да има трајни резултати. И затоа има многу разлика помеѓу тоа да се земе шорткат и обид да се добие нешто на брзинка, да се добие некаков резултат брзо, што поскоро, и некој што стварно со некаква структура влегува во некаков процес и го ради тоа нешто со години и добива супер резултат на крај. И така, многу луѓе, например, сакаат самодоверба и одат по шорткат на тоа да, не знам, скролаат мотивацијски видеа на Instagram, на YouTube Shorts, на TikTok и така натаму. Меѓутоа, вистинскиот пат кон самодоверба е само еден. Одржување на зборот што си го даваш на себе. Точка. Толку. Само така се гради самодоверба, не со друго шишење на косата, не со промена на гардеробата, не со тоа да станеш згодна, не знам, ослабена, ваква, таква, тој дол е друг пар ракави што се вика, значи тоа човек го прави за здравје и такви работи, дури некој можеби си го прави за тоа да изгледа и подобро, комбинирано заедно со здравје, меѓутоа самодоверба не доаѓа од тоа, не доаѓа моментот на сега ќе направам онака ремоделинг на себе си и мене ќе ми скокне самодовербата. Не. Единствен начин на долготрајна, цврста, непоколеблива и приметлива страна самодоверба се стекнува со години во континуитет, одржување на ветувањата дадени кон себе си. Баш пред пола сат ми заврши мастермајндот кај мојот коуч кај што одам, кај што одговараше на прашање во еден контекст и им кажа на луѓето дека просто кога не си го одржуваш зборот кон себе си, оние микроветувања, не збориме за нешто крупно, големо, оние буквално пролазни мали ветувања секој ден, како например утре ќе вежбам, оваа недела ќе бидам на не знам каква исхрана, или утре конечно ќе одам лајв на Инстаграм, или од утре почнувам тој блог да го правам, или од утре почнувам тој и тоа да правам, што веќе не знам колку време си го ветувам. Значи, тие такви некои микро што утрента ќе дојде, ќе се рече, добро, дај, нема врска и да не изажбам денеска, окей, добро, нема веза, во понеделник ќе го направам тоа, како и да е. Од такви микро непочитување на себе си се руши самодовербата. Исто така, од секое рушење на сопствените граници, што ги поставувате кон другите луѓе, 100 пати до сега сте го направиле тоа, сте рекле некому, од сега веќе нема вака, од сега тоа и тоа, ако се деси ќе видиш ово и ова ќе направам, кон деца, кон партнери, кон комши, кон родители, кон колеги, кон кои да е, и кога тие граници сами ќе си ги погазите, никој друг не ги гази, сами кога ќе си ги погазите, сите тие работи прават да се нагриза самодовербата и ќе ми дојдат нека жени со као, ја немам самодоверба, нема шанси, ја например нема шанси да снимам некој видео, па добро, не снимај, не се мери самодовербата во тоа на кој му удобно да биде пред камера, на кој некој може да се победи сари себе си, ја не знам дали има некој што му удобно да биде пред камера и ова да го прави, ама може и некој има капацитет како ја сега да се победам себе си, својот собствен дискомфорт и да вклучам лајф и ајде да дојдам и да кажам што има да кажам. Не се мери само до вербата според тоа дали ти имаш храброст да застанеш, да се снимиш или не. Туку
и да нема вклучено никакво снимање во контекстот, самото влегување во нека канцеларија, енергетски ти оддаваш колку си самоуверена, самото појавување на некаков состанок, самото застанување на држање на некоја презентација, самото влегување во нека просторија каде што има повеќе од една особа и тие особи други можеби ти не ги познаваш во моментот. Значи, за таков тип на самодоверба се изгради, нема шорткат, лек од тоа ќе изгледа мотивацијски видеа неколку и ќе си ја пуштам Мел Робинсон на кој ќе ме крена самодоверба. Мел Робинсон супер. Одлична, ја обожавам, ја слушам неинтензивно секој ден, други некои ми се на мене потребни да ги слушам секој ден, на Мел и се враќам на секој 2-3 месеци чат пат, нема тоа да ве зголеми самодовербата. Јас можам да седнам, да се заинатам дека ќе направам најдобро видео со најдобри можни совети за креање на самодоверба, и да трае 45 минути и да ми го изедитираат кој знае како професионално и да направам презентација за тоа и чартови и пити и вакви да ги поделам и графикони, значи лудило да направам видео за самодоверба и да го спремам месец дена. Јас се кладам дека од 100 души кои ќе го изгледаат, на 99 нема да им се помрне самодовербата, случајќи ме мене што имам да зборувам. Самодовербата, дечки, не се гради со шорткатс, туку многу едноставно од друга страна да се направи. Само не си се побивајте себе си. Само своите ветувања што се ги дале на себе, одржувајте ги секој ден. И така со години. И вратате се после да ми кажете дека ви недостатува самодоверба. Океј? Понатаму луѓе сакаат добро тело. Океј, добро. И шорткатот по кој што прибегнувате, не знам, детокс, одеднашка постање 3 дена нејадење, како се вика тоа, па не знам, само вода пиење, или 14-дневен челендж, или во поекстремни ситуации, онака подлегнување на некакви операции за намалување на стомак, нова нона, така натаму. Ама, вистинскиот пат до тоа да имаш одржливо добро тело, да стигнеш до фигурата што тебе ти е битно да ја имаш, е добар сон, правилна исхрана и правилно насочена физичка активност на истекот на месеци. И тоа, значи, да има сон, храна и тренинг, и тоа да биде не еднократно, не е почнувам во јануари, па ќе ми трае до јуни, зашто ми треба за во јули на плажа да бидам топ, туку тоа да биде и кога е ноември, и кога е декември, и кога немаме намера да отидеме на море следниве 10 дена, тоа треба да биде лајфстайл. Понатаму, луѓе сакаат да добијат почит, например. Дури и статусот на почит, многу луѓе се обидуваат да го постигнат со шорткат. Како? Со, не знам, некоја брендирана гардероба, купување на не знам какви, не знам, кола или нешто, некаков статус, со постирање слики од патувања екзотични ваму таму. Се тоа убаво, ама почитта се заработува со покажување на карактер, компетентност и интегритет. Сите други начини ќе предизвикаат одредена љубопитност, да, сигурно. Зависно нели од умешноста, сето тоа да се представи и визуелно и вака и така и зависи од вештините за едитирање, канва, манва и све тоа што може да влезе, филтри, се тоа што може да влезе во игра, ама вистинската почит не се стекнува на таков начин, туку се стекнува со карактер, компетентност, интегритет и тоа треба време. Тоа треба време за да се изгради, збориме. Понатаму, онака, луѓе кои што сакаат мир и како да кажам зборов, зашто ми фалат македонски зборови, посегнуваат на кај шорткати во тој дел. Јас сваќам зашто тоа така, прво луѓе што сакаат мир, често се трудат да го добијат преку тоа што избегнуваат проблеми, избегнуваат конфликти. Меѓутоа, вистинскиот мир доаѓа откако право во очи, во чело и во рогови ќе се соочиш со секој проблем и кога се соочиш со секој конфликт. Не можам да го осудам моментот што
многу луѓе имаат склоност кон избегнување на проблемите, избегнување на конфликтите, избегнување на тешките моменти, избегнување на соочување со одредена ситуација, затоа што таквите работи нанесуваат, може да нанесат многу голема болка и нормално е инстинктивно да се тргаме од болката на страна. Меѓутоа, да бидеме на чисто со себе, да си признаеме, ако викаш сакаш мир, тоаш мораш директно да ги разрешиш прво сите отворени конфликти во твојот живот, да направиш после тоа, не знам, простување или било каков мајндсет да си направиш на себе си, да си како да кажам, самата да се доведеш во мир, на начин што ќе донесеш одлука да живееш во мир од сега натаму и нема да ги повторуваш истите грешки, да кажам, истите шаблони од минатото и директно ќе се соочуваш со се ново што ќе дојде понатаму. Луѓето што сакаат подобри финансии, луѓето што сакаат подобри финансии, кога има некои што не сакаат подобри финансии, значи луѓето кои што имаат намера да си ги зголемат финансиите или за да излезат од долгови, или за да си ја поправат финансиската состојба, или да може да си приуштат многу поубав лајфстайл од сегашниот, се совршена мета, ако се од оние кои што прибегнуваат кон шорткати. И тогаш тие се мета на милиарда реклами, коса на глава ми се крива кога ќе видам реклама од типот на пред 6 месеци, до пред 6 месеци бев без куќник, немав ништо, немав партнерка, немав пари, немав тоа, живеев под мост, бла бла, јадев една корка леп на ден и сега веќе имам милионски бизнис, имам љубовта на мојот живот, еве во каква куќа живеам, во она, ми се крива косата на глава. Зашто не може би за 6 месеци, која е таа формула и ситуација која што ти пред 6 месеци си живеел под мост и на улица, а сега, не знам, веќе ама на милиони вешто да им правиме. Како тоа се постигнува за 6 месеци? Освен со најдено ливче на лото. Како се направи, мислам, такво ниво на успех, богатство е можно со многу години градење на истото, градење систем, градење на себе си, инвестирање, вложување, формирање тим, брендирање, градење бренд на пазарот, продавање на некакви услуги или производ, тоа не може за 6 месеци. Луѓе канцеларија не може да најдат кај да почнат да работат, не па готово и паријата завршена и онака као стварно би било многу добра сатира некој да направи видео дека за 6 месеци плюс и 15 деца родиле, онака као да сите им треба 15 години 9 месеци да износат бебе во родата, они сега ги родиле сите, значи стварно мислам има многу такви реклами праќа затоа што има многу луѓе кои што се желни за тоа како на побрз начин да со некој шорткат да заработат некои пари. И за жал они се многу добра мета на луѓе што разни нудат бизниси со кликови, као во мрежава влези ми на мене и само ќе кликаш нешто, ќе кликаш и ќе, не знам, се заработува така пари или крипто шеми некакви или што друго, кладења што ги прават или наднудување, онака како се вика на the best bidder, тој што добива нешто на крај, или брзи свртување на пари, така да не знам, оваа количина сега за месец дена ќе направи ваков и ваков обрт, пошто ќе свртиш на не знам колку берези, мислам тоа е вистинскиот начин да се зголемиш финансиската состојба е преку тоа да се зголемиш својата сопствена вредност, да ги јачаш и билдаш постојано твоите вештини и да правиш правилни насоки наоружен со многу трпение. Правилни насоки. Да правиш во правилна насока, да правиш многу акции наоружен со многу трпение. Че секој од вас може да седне во моментот. Не мега лека живеете. Небитно. Без никаква географска, како да кажам, одредница е битна во моментот или статус или возраст или значи небитно. Секој од вас ви предизвик. Може да осмисли начин, идеја, решение како за 2 години од сега. 2 години. Полека не репета. Не викам од септември. 2 години од сега. Како во мај 2028 година можете да правите, да заработувате 3000 евра месечно.
challenge accepted. Секој од вас може да најде некоја идеја и така секој од вас, 99% од вас ви врие нешто, имате и некои идеи, некои концепти, сте смислеле на темава, не сте им дали можеби на тие мисли доволно долго да се развијат или да живеат во вас, секој може. Океј? Секој може. Имам еден колега од Mastermind, праќа ни ньюслетери, и стално ги завршува од Србија. И стално ги завршува со реченицата поздрав и свако кој дише може многу више. Значи, точка. Постојат милиарда начини денеска во 21 век, 2026 година, човек да изнајде начини за додатна заработувачка. Единствен проблем е што таа заработувачка не може да се постигне да се случи следниот месец или во септември, или за неколку недели од сега. Туку сакаш пари, сакаш повеќе пари, сакаш повеќе заработка, почни да работиш на тоа, да си надградуваш сопствената вредност, а тоа се прави преку стекнување на многу повеќе вештини од овие што ги имаш сега. Секоја вештина што можеш да ја монетизираш, унапреди уште повеќе, одбери 1-2 дни, запиши некој курс за истата, уште толку настани експерт во нешто, баре начини на кои што можеш да ги поправаш проблемите на луѓето, наоѓај начини што можеш да пополниш некакви дупки на пазарот за некакви потреби што луѓе ги имаат, просто онака може да се изнајде. И со правење на многу акции во правилната насока и наоружување на трпение, една нема од вас што го слуша ова видео, што не е способна за 2 години сега да прави 3000 евра месечно. Меѓутоа, стварно, човек мора се отвори. Прво си призна што сака, се еден купи рипната, не е се во парите, не знам што, добро, не е се во парите. Признај си тоа, само за себе збори си. Не мораш мене да му обидуваш. Секој сам со себе треба да си признае што сака. Jen Sincero има многу јака книга напишана за парите конкретно, се вика You're a Badass at Making Money. И onda вика, кога парите има толку многу, највише има стигма околу таа тема и најмногу луѓето имаат проблем да признаат дека сакаат пари и најмногу има срам врзан за таа тема. И тоа просто како луѓето однакако брго сакаат да кажат, не јас, not me, ја не сум таква, ја не сум површна, ја не сум, не знам, алчна, ја не сакам многу пари. И као ние на друга тема на светот не е толку многу кринч колку темата на финансии. Као стилот на никој не вика небото е плаво и потоа да додаде, ама исто така и здравието е битно. Само кога се збори за пари, се да кажа, ама и здравието е битно, добро, битно е. И, значи, на страна тоа, не знам до каде сте секој од вас индивидуално со искреност кон себе, признавање на себе си, што ви убаво, што не ви убаво, што ви е доста, што не ви е доста и така натаму. Баш прескаден колега на Mastermind кажа, не е до тоа дека јас не сакам да се стегнам, да ставам повисока цел и повеќе да заработам, паш менторот го праша зашто не сакаш да заработиш повеќе пари. И он вика, не се работи за тоа дека не сакам да заработам многу повеќе пари, туку се работи за тоа што дека не сакам да поминувам низ тој бол што морам да го проидам за да ги заработам тие пари. Тоа е права искрено со себе. И како што кажав, нема начини, шорткатови, лотоливчиња, криптовалути и слично, туку тоа е еден побавен пат и многу досаден. Исто така морам да признам и да кажам, пат кој што бара многу дисциплина, многу репетитивни активности секој ден, кој што мозокот некој што вика животот е краток, иди таму испукај пуканки си, изгледај 2 филма, пушти си се вечерва. Е пат кој што на крај многу е ревординг, многу голема награда носи и многу се исплати, а тоа е патот на константно билдање на својата вредност, работење во својата глава, одобрување на своите вештини и правење на доволно правилни акции во вистинската насока, при тоа наоружен со трпение. Тоа би било спротивно од барање на шорткат за тоа како да направиш, како да се подобриш финансиската состојба во животот. Понатаму, луѓето сакаат да изградат продуктивност и што прва пак се прибегнуваат кон разни шорткатови. А шорткат би било, окей, сега за да бидам продуктивна, ќе земам уште оваа апликација, има на нова апликација, подобра од претходната, поубав нотас ќе си купам, нов систем ќе направам и така натаму.
Но тоа е и поднатаму шорткат. Вистинскиот пат кон подобра продуктивност е способноста, дечки, да седнете, да работите кога не ви се работи. Односно, кога ќе направите, не знам вие дали го работите тоа на тој начин, јас вака го работам, жените во мојата група вака го работат, за наредната недела главните обврски мина ми се веќе ставени во календар. Знам што ми се главните обврски во понеделник, вторник, среда, четврток, петок и сабота. И правата продуктивност е кој ќе дојде понеделник и кој ќе видам нека надвор врне, при тоа се случила некоја кавга дома или со некој друг. При тоа се случил некој пожар во мејлови, некој нешто, некоја фрка, хаварија се случила, значи некој пожар треба да се гаси. При тоа сум пред циклус, пред добивање и онака само ми се лежи, сепак да станам и да седнам во мојава ситуација, седечки работам најчесто, да седнам и да ги сработам за работите што сега сум ги ставила во понеделник дека треба да се завршат. Истото е и кога е вторник, истото и кога е среда и кога е петок. Затоа што се сакам работава. Не можам да кажам не, мислам сега некам се ставам на ранг на некој што седи негде во некоја канцеларија и си го мрази животот секој ден што доаѓа таму. Како што јас бев во моите 20 години кога работи што не ги сакав и што секој ден онака одам во некоја канцеларија кај што ми се враќаат нозете. Стварно се сакам мојата работа. И има периоди каде што со недели и месеци ода продуктивноста ми цвета. Веројатно затоа и имам резултатите што ги имам. А стварно има периоди и тоа долги периоди, од некои што траат 2 недели, 3 месец, каде што не ми се работи оно што ми е наред да го работам. Мојата работа не е само сесии со клиентките, во кои што уживам бескрајно. Еа, кој ли е тоа благослов? Понеделник вечер имав група, вторник вечер имав група, вчера имав група. Групите се, значи, програмите што ги водам се во групен формат, моите жени доаѓаат секоја во својот распоред, носат прашања таму, вакви, носат разни теми, ствари, се што прават оваа недела многу ме инспирираше да седнам ова да го зборам. Разговараме, дискутираме, одиме подлабоко, правиме онака докај била, што направила, што се случило ново. Како на Netflix, од прошлата епизода, таму кога требаше да отидеш на интервју за работа, ај кажи се што се случи, што направи прошлиот пат. Да видиме од кај што сме застанале да фатиме работата. Тоа ми прво да работам и тоа во овие 8 години дали 5 пати не ми било денот да седнам на сесија. 8 години. 8 години збориме. Мојата работа не е само сесии. Не е само држање на тие групи. Има милион. Ова е фактички бизнис. И има многу активности во текот на денот што морам да ги правам и кога доаѓаат тие периоди од 10-15 дена, некојаш и месец мерам. Буквално мерам, си пишувам happy days и blue days. Доаѓа некојаш период по месец дена кај што ми се не да. Наместо тоа да го правам, ми седа тука си седнам во фотелјава, книгата, какаото и да си давам одишката во тој момент. Јас ако чекам да работам само кога ми се работи, значи 4 месеци после тој момент нема да имам работа. Нема да имам никаков бизнес, нема да имам нови жени, нема да имам нова група и слично. Разбирате? Значи продуктивноста не се гради со ваква апликација, ваква алатка, ваков нотес, маркери во 5 бои. Туку се гради, патот до тоа е способност да работиш и кога не ти се работи. Понатаму, луѓе што сакаат да воспостават авторитет, луѓе што имаат своји бизниси од по 10-15 работи и така натаму, кои што сакаат да воспостават авторитет. Шорткатот би било да го прават тоа преку контрола и преку влијање на страв во луѓето. Како се прави тоа? Така што ќе се спонашаш како нека неартикулисана будала неколку пати и луѓето на кои што им е стало до тоа си ги задржат своите работни места и на кои што им е дојдено до таа плата што земат кај тебе, ќе ти се плашат и ќе ти се тргат од патот и ќе ти играат по, не знам, твое и тајно дома што му дојдат, кога ќе се исплачат од стресот, ќе седнат и ќе си бараат друга работа. И нема да прекинат да го прават тоа додека не се отидат од твојата токсична средина. И тоа не е добар начин да се воспостави авторитет. Авторитет се воспоставува и во работењето, и во домот, и секаде се воспоставува преку пример. И тоа личен. Значи, као оно што го бараш и другите да го прават, ај прво види дали ти го правиш.
И ако и кај тебе не е затврстено, тогаш прво работи на тоа, тебе ти стане навика и ти тоа да го правиш однака лесно и да биде тоа установено во твојот карактер, па так тогаш имаш право да го бараш од другите луѓе. И ако си добар лидер, они без да им кажеш што треба, они ќе те следат, ќе ти го следат твојот пример што го даваш ти кон нив. Понатаму, луѓе кои што сакаат промена. Луѓе што сакаат промена прибегнуваат кон шорткат инспирација. Вау, барат инспирација, следат неколку мотиватори, учители, коучеви, се инспирираат од книги, добри подкасти и така натаму. Меѓутоа, промената не доаѓа од слушање информации, слушање инспиративни луѓе, уште 2 курси, уште 2 книги, уште 2 подкасти, уште не знам што. Тоа е убаво е, јас до денеска се инспирирам. Убаво ми е да се инспирирам од пример на некој друг што ќе видам, ама така не доаѓа до промена. Вистинскиот пат до промена е рутина, константно правење на некакви акции. Ама ја знам, ја пред 10 години беше кога дознав за медитација, визуализација, утрински рутини. Го знам тоа. А правиш? Не. Што ако го знаеш? Што ако ти знаеш теоретски дека сабајле кога станеш, не треба прво вести да пуштиш и не треба прво да го фатиш телефонот, туку треба 15-20 минути да си поминеш со себе, со твоите мисли, со поставување на некоја намера за денот, со фокусирање на некои убави работи, а не на неубави работи, например на благодарност, на здравје, на работи што ги имаш. Што ако ти го знаеш тоа, кога не го правиш? Џабе е. И правиот пат кон тоа да се промениме е со правење на работи, практикување, а не со собирање на уште малку информација, уште малку инспирација. Прва сум што признала дека ми убаво кога сум инспирирана. Еве имаше во понеделникот кај Драган Влах вебинар на кој што гостува 5 од неговите најуспешни клиенти, кои што за година и пол работа со него си имаат своите бизниси доведено на промет, различни беа прикажани прометите што ги прават луѓе во годишно, збориме за бизниси на Балканов, конкретно во Србија, и се движаа помеѓу 2.600.000 евра и 9 милиони евра. И сите тие луѓе првите 2 сати од вебинарот ја раскажуваа својата приказна, како тргнале, кој им бил стартот, колку пати удриле во зид, колку пати паднале, колку пати изгубиле се што имаат, колку пати се пробувале и т.н. и како конкретно стигнале до овие резултати, како тек сега кога се под вакво водство и како година и пол им оди добро, тек сега се во состојба да постават уште поголеми цели, уште по добри тимови да изградат, уште повеќе додат кон тој некој пат. И не стигнав да не бев на тој вебинар во живо, затоа што имав своја група во понеделникот, па после сакав да си помина време со Ноа. Ама денеска во текот на денот дека правев нешто, изслушав првите, не знам, саат и пол од вебинарот и имам уште неколку дена достапна снимка да ги изслушам останатите разговори што се правеа и не да инспирација лудило. Ама само таа инспирација на тоа ако остана, само да ги изслушам и се решам ме на луѓе, баш ми е мило, супер, браво за нив, што се прошле и самохрано родителство и губење родители, што се не имале како пречки по патот, баш ми е мило. И ако остане инспирацијата на толку, и ја пак тефтерчево што си ги имам тука полно со обврски што да правам понеделник, вторник, среда, четвртак, и кога ќе дое понеделник, и кога јас нема да ги направам тие обврски, чаве сум се инспирирала. Сама сум погледнала како на театар, во нечи тук живо што се случува, и тоа нема никаква врска со мене. И така промената нема да дојде. Така што немојте да викате, ја работам на себе многу, а работата на себе ви се состои од скролање на инспиративни рилсови. Не е тоа работа на себе. Тоа е само гледање како другите луѓе работат на себе. Исто како кога не можеш да кажеш дека тренираш и одиш во теретана, ако тренирањето ти се состои во тоа да гледаш како другите тренираат. Ти треба да тренираш теретана дома, кај сакаш, ја лично ви дома тренирам најчесто. Правам првенствено вежби за грб и за долен долна кичма, пошто имав операција пред година и пол, скоро 2. Ама не вежбаш и правиш физичка активност кога вистински ја практикуваш, а некоја гледаш како другите вежбат или една другарка ми раскажа дека во теретана се вежба. Мислам, сваќате што сакам да кажам.
А, имам тука и за дисциплина, така, шорткат за дисциплина е, дисциплинирана сум само кога имам мотивација и кога се оди супер во мојот живот. Меѓутоа, вистинскиот пат до долготрајна и континуирана дисциплина е кога се прави акција и без мотивација. Луѓето сакаат да си ја зголемат својата мудрост, да постигнат повеќе мудрост и прибегнуваат кон шорткат од типот на прибирање на цитати, постирање на Инстаграм на цитати и така натаму, ама мудроста не се гради од читање цитати или, не знам, кратки видевца на социјални мрежи. Туку мудроста се стекнува од што ме зарива сега на крај гласот. На крај па што стигна до последната точка. Чекате, трпение малце. Bear with me, што се вика. Значи, до вистинска мудрост се доаѓа кога прво се бара константно контакт со сам себе, не со други луѓе, не со спореба за други луѓе, зашто сечи друг пат е тук животен пат, не е вашиот пат. Меѓутоа, кога ти си водиш својот пат и си свесна како живееш и си свесна за твоето искуство што го проаѓаш, притоа со секој искуство, посебно со тие неубавите, стекнуваш бројни поубави особини, вештини и слично. И кога си свесна за твоето искуство и најбитно, кога си свесна за сите последици. Тоа е ултимативно превземање на одговорност со својот живот и ултимативно ниво на развивање на одредена мудрост, која што секако, како што живееш и понатаму и имаш уште искуство понатаму, само ќе се зголемува. Нема да се зголеми мудроста од, не знам, минатото е, не знам, минато, денес е подарок, утре не знам што, какав шта. Некоја, значи, од тоа не се зголемува мудроста или, не знам, на памет да знаеш да го изрецитираш Достоевски или whatever, што и да се смета за мудро во одредени кругови. Туку мудро се стекнува од работа на себе, гледање на својот пат, гледање на својата работа. Престанување на гледање на други дворови и берење на туѓи гајлиња, туку бавење со себе, своето искуство, бавење со моментот да се обработи од секоја можно искуство што научив, од секоја можна негативна ситуација, од секој конфликт, кавга, од секоја крај будала на патот, што ќе ни се постави. Мора признаеме дека и таа особа е учител. Значи не можеме да ги сакаме само фините луѓе што ни прават убава емоција во животот, туку и она буквално кога ќе нагазиш на некој што онака тоа како прилека повалиште со мојот живот. И тоа е учење. И ќе бидеш помудра ако наместо да кенкаш зашто ти се појавила таква особа во животот, ти си во фазон на као што оваа особа ме научи сега. Значи, шорткатот не значи нужно пократок пат, туку најчесто значи плаќање на одложена цена. А цената ја плаќаме со изгубено време и со многу неубаво и многу непријатно чувство на кајање. Гледате да не си го задоволите. Сакам да кажам сега чао, ама видов тука се една особа што се вклучи. Овајле да видов дека си тука. Ајте молам, дали си удобна со тоа, една секунда да направиме тест, таман си овдека, да кликнеш дали можеш да влезеш овде, и ако влезеш, значи буквално за една секунда ќе се исклучиме, нема ништо да кажуваме сега, а јас после на стори ќе кажам зашто ти си битно и што сакам да се случи во сабота. Еве ако си за тоа, пошто ми спомна преска дека после 9 си слободна, таман се погоди, а ќе почекам секунда, ако успееш, мислам ако сакаш добро, ако не, ќе баталиме. Добро. Чекам малку. Yes. Hello, тука сум. Мислам дека проблемот се среди.
Со тоа што сменив телефон. Со прошлиот телефон дефинитивно до телефонот било прески ChatGPT, така ми кажа, не е до Инстаграмот. Така што фала ти многу, како што ти ветив, готов за една минута се исклучуваме. Во стори ќе кажам дека во сабота ти ќе правиме нешто заедно дека на Инстаграм. Фала ти. Договорено. Фала ви на сите што слушавте вечерва и се до многу скоро. Бај бај.